Едно писмо стигнато на официјалниот мејл на СКУП Македонија сигнализираше дека енормно големи суми од народните пари се плаќани за парно грејење. Свиркач кој бил запознаен со оваа појава, решил истата да ја пријави кај нас, со препорака да се истражува случајот. Тимот на СКУП ги разгледуваше сите наоди на јавувачот на злоупотребите. Решивме да побараме средба со него за да видиме дали овие индиции се вистински. По долго убедување и гаранции за заштита на неговиот идентитет, се најдовме во еден ресторан на излезот од Скопје. По кратко чекање се појави средновечен човек, видно исплашен за неговата безбедност. Сепак се забележуваше неговата одлучност да ги сподели со јавноста сите информации кои се од општ интерес. Врз основа на овие информации добиени од свиркачот, решивме да поставиме барања по слободен пристап до информации. Тврдењата на свиркачот се покажаа како точни. Ова беше аларм за Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија да започне да го истражува случајот. Документите покажаа дека народните пари премногу лесно се трошени за потребите на Балкан Енерджи Груп. Државните институции плаќале парно поскапо и за 10 пати од домаќинствата. Така, според висината на сметките, рекордер е Драмскиот театар. Културната институција платила 130.000 евра за загревање на 1800 метри квадратни за 3 години. Во 2013 година Драмскиот театар во Скопје за грејење на Балкан Енерджи Груп или скратено БЕГ платил 50.000 евра, додека пак следните 2 години платил по 40.000 евра. Откако во Скопје грејењето го превзема Балкан Енерджи Груп, во 2013 година сметките растат драстично. Според податоците до кои дојде СКУП Македонија, обезбедени по закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер, Институтот за фолклор во 2013 година плаќал по 35 евра по метар квадратен. Следен на листата е Драмскиот театар од Скопје со 28 евра по метар квадратен, Филолошкиот факултет со 24 евра за метар квадратен, Технолошко-металуршкиот факултет и Македонската опера и балет со 22 евра и Градската библиотека Браќа Миладиновци со 21 евро и така натаму. Сметаме дека ова е организиран криминал. Еден од начините на кои што се врши, да кажеме, кражбата, финансиите е преку буџетот на Република Македонија. Во текот на грејната сезона им дава го огромни напумпани сметки, кои што нивните веќе поставени лица со задоволство ги подпишуваат. Првите тие фактури ги одат во Министерството за финансии, таму се плаќаат од буџетот на Република Македонија. И тие средства одат на сметката на приватната компанија. Прво била Топлификација, сега од 2013 година нова като е Балкан Енерджи. СКУП Македонија по извршените анализи посети дел од овие институции, за да ги види причините на терен. Побаравме изјава и од директорот на Драмски театар Роберт Велјановски, кој на позиција доаѓа во 2013 година, од која година БЕГ започнува да доставува енормно големи сметки за оваа институција. Сметките објективно се големи, тие варираат од месец во месец, согласно новите стандарди кои што ги воведува во работата и согласно мерењето на испорачаната топлинска енергија. Во секој случај, грееме 1800 метри квадратни објект, ама сметките воопшто не се мали. Да се пожалиле некојаш на висината на сметките? Не, ние едноставно не можеме да се жалиме затоа што има апарат кој што ја мери испорачаната топлинска енергија. А сте побарале во тој дел од Агенцијата за метрологија да ги превелеме калориметрите? Вака, калориметрите ги поставува БЕГ и калориметрите по закон треба да се баждарени.
А ако калориметрите се поставени пред 3 години, 3,5 години, не гледам причина зашто ние би побарале, да речеме, баждарење повторно на истите калориметри. Но дали калориметрите се точни? Одговор побаравме од експертите. Ние сметаме дека тие калориметри не се исправни, но не сме сигурни начини кои ги контролира тие. Во Македонија дали има таква државна лабораторија која што го врши контрола на тие калориметри. Порано имаше обиди кај физички лица за поставување на калориметри, меѓутоа сметките беа огромни, значи така да тие граѓани, односно индивидуални куќи, мислам дека беа се исклучија да беа 10 пати поголеми сметки. Екипата на Скуп Македонија замина и во Институтот за фолклор. Го запрашавме директорот на оваа институција, доктор Зоран Чомалинов, дали превзеле нешто против високите сметки. Не сме поднесуле затоа што ви спомнав, ние сме буџетари, така популарно кажени, и не трошиме наши собствени средства за работа, никако домакинството што се за да прави некои калкулации, сапи што повеќе не се испаќа, бидејќи ние сме едноставно приморани да бидем приклучени на централното граѓе, немаме други алтернативи. На сличен проблем се жали и Велјановски. Ние немаме право од програмата за плаќање на енергенсите, тоа си е посебна ставка со посебна шифра, да речеме електрична енергија една шифра, топлинска енергија друга шифра, ние немаме право тие пари да ги пренасочуваме во програма или во друго одржување на објектот. Драмскиот театар само ги проследува парите од Министерството за култура, кој што ги добива за грејење до БЕК. Но не мисла така од Сдруженијето Но Пасаран. Македонска опера и балет плаќала фамозни 300.000 евра годишно. Тоа е негде прилика погревна сезона на ден, околу 2.000 евра на ден. Тоа се огромни пари дадени за грејење. Оно што ја води прво таа институција, значи треба да има малку совест и да каже чекајте, ние плаќаме премногу. Значи за овие пари што ги даваме на годишно ниво, ние ќе направиме не еден-два система на грејење, што ќе не кошта помалку. За високите сметки побаравме изјава и од БЕГ, Балкан Енерджи Груп, но од таму одговор не добивме. Скопското медицинско училиште Панче Караѓозов во 2008 година платило 37.000 евра, додека во 2012 година платиле двојно или 84.000 евра. Само за споредба, во 2008 година главен енерген за загревање на вода беа нафтените деривати, каде таа година цената на суровата нафта достигнала неверојатни $130 за еден барел сурова нафта. Во 2012-та цената на суровата нафта беше околу $90 за барел. Средното медицинско училиште загрева простор од 8.700 метри квадратни. Дека цените на грејењето во Скопје се енормно високи, кажуваат и самите факти. Значи, ако трошивме околу 50-60.000 евра годишно, сега трошиме од 25.000 евра до 30.000 евра за гасот. Загреваме околу 10.000 метри квадратни и околу 1.400 метри квадратни во спортската сала. За да го покаже абсурдот на високите сметки за грејење, Скуп Македонија спореди две средни училишта, кои како енерген за загревање на водата користат газ. Училиштата се во Скопје и Струмица. Интересен е фактот што едно од најголемите училишта во Македонија, Никола Карев од Струмица, кое се загрева на газ со површина од околу 12.000 метри квадратни, што е за 50% поголема површина од училиштето Панче Караѓозов во Скопје, а плаќа поевтино. Училиштето Панче Караѓозов од Скопје во 2012 година платило 83.000 евра за грејење, а училиштето Никола Карев од Струмица 25.000 евра или тројно помалку. Скопското училиште загрева 8.700 метри квадратни, а Струмичкото училиште загрева 12.000 метри квадратни. Скопското училиште метар квадратен грее за 10 евра, додека Струмичкото училиште грее 1 метар квадратен за 2 евра. Уште поалармантна е состојбата кај Филолошкиот и Технолошко-металуршкиот факултет. И тие влегуваат под Министерството за образование, но плаќаат по 12 пати повеќе од Струмичкото училиште Никола Карев.
Дали е позадината на високите сметки? Собственик на БЕК е поранешниот руски губернатор Леонид Лебедев, за кого во Русија е распишана потерница и се бара за криминал од 220 милиони евра. Власта на Никола Груевски му дозволи влез на овој сомнителен руски бизнисмен во Македонија, за кого подоцна се распиша потерница. Слична ситуација владата на Груевски имаше и со индискиот бизнисмен Субрата Рој. Прво го промовираше низ Македонија како голем странски инвеститор, за да подоцна Рој заврши во затвор во Индија. Собственици на БЕК се во почетокот со БЕК формирано од две офшор компании, тоа се Кардекор и Битер Холдингс. Тоа се компании регистрирани на Кипар од страна на, значи во позадина е компанијата Синтез на рускиот олигарх Леонид Лебедев. Интересно е што месец и пол пред да се формира Балкан Енерджи Груп се одржа една средба во Русија, тоа е средбата Леонид Лебедев со Никола Груевски, тогашниот премиер на Република Македонија, и многу брзо, значи за месец и пол се формира оваа компанија. Во овие напумпани сметки за грејење, прсти имаат замешано и други институции. Сето тоа е овозможено од криминалниот правилник на регулаторна комисија за енергетика, кој што повторно имаме човек таму кој што седи, тоа е господин Димитар Петров, кој што е партиски војник, доаѓа од тој е пријател на лично на човекот што беше во Русија, односно да се што бараше да се формира Балкан Енерджи Груп, Никола Груевски. Димитар Петров пред да седне на раководното столче во регулаторната комисија за енергетика, беше функционер во општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кратово. Покрај функцијата, името на господин Петров се среќава и во имотен лист во Киселавода, на улица Антон Панов, број 1, каде во истата зграда станови имаат поранешниот телохранител на Никола Груевски, Дејан Митровски Урко, компанијата Трансмет на бизнисменот Сеат Кочан, за кого СЈО води судски постапки, и самата партија ВМРО ДПМН. Побаравме изјава од Петров, но тој не се одзива на поканата на Скуп Македонија. Улогата на топлификација во целата приказна со БЕК е што фирмата со која долго време раководеше Димитар Хаџимишев ги изнајмува котлите од топланите на БЕК, а БЕК плаќа за тоа изнајмување на топлификација. Побаравме изјава од Димитар Хаџимишев, но тој не сакаше да се соочи со камерата на Скуп Македонија. До сега топлификација има негде преку 70.000 тужби поднесено за основа на ова. Додека БЕК, Балкан Енерджи снабдување ДОЛ, има негде прилика околу 10.000 годишно. Значи, двете компании заедно имаат преку 100.000 случаи во судовите. Судовите се преполамени од случаи со овие две компании. Тие две компании не би се тужат, што е навика. Според пресметките на Сдруженијето Но Пасаран, преку топлификација и БЕК се изнесени огромни пари. Во последните 10 години буџетот е оштетен помеѓу 53 и 62 милиона евра.